Цела недела патува пријавата против Рашковски низ ходниците на јавното обвинителство. Од први во месецов, се уште кривичната пријава не стигнала до службите за гонење на организиран криминал и корупција. Скопското обвинителство, кое претходно воопшто не ни започна истрага за јавните обвинувања за владиниот генерален секретар Драги Рашковски во однос на тендерската постапка за набавка на радарска опрема за потребите на македонска навигација, но дури и по пријава, службите се уште немаат отворено предмет. За овој случај минатата недела е поднесена пријава од страна на ВМРО ДПМН и истата се очекува да пристигне во основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција на надлежно постапување, бидејќи беше доставена во јавното обвинителство. По нејзино пристигнување по истата, исто како и другите кривични пријави, ќе се постапува согласно законските надлежности. Според познавачите, обвинителството и без пријава, под опрен глас, а поради јавно споделените снимки, требало да поведе постапка и да испита дали има неправилности во доделувањето на тендерот. Адвокатот Драган Пешевски претходно во разговор за Алфа изјави дека има основи да му се определи мерка притвор на Рашковски, поради можно влијание на истрагата. Притвор против лице може да се определи ако постојат околности под кои што може да се претпостави дека истиот ќе попречува кривичната постапка со влијание врз сведоци, вештаци, соучесници или прикривачи. На пресконференцијата чувме закани за поднесување на кривични пријави и на разни служби. Со оглед на тоа дека лицето кое што се спомнува за поднесување на кривична пријава е соучесник можеби во постапката или можеби ќе биде сведок. Сметам дека постојат и основи за определување на мерка притвор и треба многу да се внимава пред да се даваат такви изјави. Претходно, истрага за случајот со набавката на радарски систем за контрола на летање, каде што главниот фокус е улогата на владиниот функционер Рашковски во склучување на договорот во вредност од 7 милиони евра со италијанската компанија Леонардо, отвори антикорупцијската комисија. Оттаму ги побараа документите од македонската навигација за набавката. Барањето за достава на документите е пуштено во петокот, а оттаму имаат рок 15 дена да ги достават. За сега не сме добиле никаква документација. Комисијата ќе ги истражува и причините зошто договорот со компанијата Леонардо е подпишан во 2018-тата, 2 години откако фирмата е избрана да го изгради новиот радарски систем. Генералниот владен секретар Рашковски, кој претходно призна дека на објавените снимки се слуша неговиот глас, но според него истите се монтирани, изјави дека нема да поднесе оставка од функцијата.